Македонија за 10 години, во периодот од 2013 до 2023 година, учеството на старото население на 65 и повеќе години се зголемило од 13,1% на 18,1%. Посочуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Сега вкупниот број на население над 65 години во Македонија е 315.331 жител, додека бројот на новородени се намалува. Состојбата е загрижувачка и ова се негативни демографски трендови кои траат со децении. Компаративно со другите земји, состојбата со Македонија е следната. Слична со другите балкански земји. Иако особено влошена последниве 7 години. Историски најмалку имаме родени. Значи последниве 7 години се пробиени сите негативни демографски рекорди. Сите. Што држава како Македонија може да направи во ваква состојба? Едноставно да донесе доста мерки да се намали иселувањето колку толку. Значи колку толку да се намали иселувањето и да се помогнат и охрабрат младите да засноваат семејство. Бројот на луѓе на возраст од 65 години или постари ширум светот се предвидува да се зголеми двојно повеќе, зголемувајќи се од 761 милион во 2021 година на 1,6 милиарди во 2050 година. Бројот на луѓе на возраст од 80 години или постари расте уште побрзо. На глобално ниво, бебињата родени во 2022 година се очекува да живеат 71,7 години во просек, 25 години подолго од оние родени во 1950 година.